Девојчето од некакви нејасни околности, непознати причини, не можејќи они да објаснат, се протнало низ густи решетки, поминала прозори и врати со густи решетки затворени со клуч. Ова е прашањето кое што е комплетно небулозно и неразбирливо како за мене како адвокат кој што го застапам семејството, така и за институциите кои што занимаваат со безбедноста и сигурноста во државните клиники, а мислам дека треба ова прашање да се потегне на пошироката јавност. Затоа што клиниката е обезбедена со никаков систем за обезбедување на ваков тип на пациенти, бидејќи знаеме психијатрија со кого се занимава и на кого помага, од 1995 година и од тогаш навака во тој извештај на таа комисија е наведено дека немало никакви прекршувања на безбедностниот систем, никако не се случило вакви инциденти. Ова е за прв пат да се пробие девојче низ густа решетка на обезбедена од страна на клиниката. Решетките, само за подсетување, се прилично густи, во кои што не може да се протне ни рака, камоли да излезе 16 годишно девојче низ таа решетка. Се представува прашањето како се најде девојчето на терасата, како се најде девојчето на покривот и како е паднато од тој покрив. Полицијата отвори истрага и се води истрага за целиот овој случај. Болницата смета дека заврши својата работа со оваа комисија која што ја формирала и утврдила дека нема никаква одговорност од никого, чисто девојчето се пробило низ решетките и се нашло на покривот. На потек е Министерството за здравство на Република Северна Македонија и Државниот здравствен и санитарен инспекторат и очекуваме голема сериозност и ажност од страна на институциите, од страна на полицијата за овој случај да биде рачистен. Дополнително родителите не беа известени за овој настан која се случи на 9.8, туку се известени 10.8, еден ден по настанот кога девојчето веќе било во кома на интензивна нега, а истите дознале на социјалните мрежи на Facebook, никој не им јавил што се случило со нивното дете.